Бизнис форумот меѓу Србија и Македонија, кој пред неколку дена собра над 450 учесници од речиси 250 компании и институции, беше оценет како најголем билатерален економски настан меѓу двете земји досега. Целта на форумот е продлабочување на економската соработка, зголемување на трговската размена до 2 милиарди евра, нови инвестиции и заеднички настап на трети пазари, од земјоделство до информатичката технологија и дигитализација. Председателот на Српската стопанска комора, Марко Чадеш, истакна дека српските инвестиции во Македонија надминале 1,5 милиарди евра и се присутни во телекомуникациите, трговијата, прехранбената индустрија, логистиката и банкарството. Во исто време, во Србија работат над 1000 компании со македонски сопственици. Како поддршка за нови партнерства, беше презентиран и водич за водење бизнис во Македонија. Чадеш нагласи дека двете економии имаат потенцијал за заеднички настап на трети пазари, особено во Африка, како и потреба од поедноставување на трговските процедури и забрзување на инфраструктурните проекти. Вице-премиерката и министерка за економија на Србија, Адријана Месаровик, порача дека големиот број учесници го потврдува огромниот потенцијал за соработка. Таа нагласи дека српскиот извоз расте за 16% и дека економиите на двете земји се компатибилни, со простор за уште посилна соработка и во традиционалните и во високотехнолошките сектори. Од македонска страна, вице-премиерот Иван Стоилковик истакна дека размената меѓу двете земји може да достигне 2 милиарди евра, додека Бранко Азески нагласи дека економиите растат паралелно со силна поддршка од деловната заедница. Статистиката го потврдува растот. За 9 месеци од 2025 година размената достигна 1,12 милиарди евра, со значителен раст на српскиот извоз и голем трговски суфицит. Бизнис форумот потврди дека економските односи меѓу Србија и Македонија се во силен нагорен тренд, со реални шанси размената да достигне 2 милиарди евра. Заедничките инвестиции, регионалната соработка и настапот на трети пазари остануваат клучни двигатели на идниот економски раст.